Хумор. Животот е игра. Губите само ако не играте. Тоа е едно од омилените изреки на мојот ментор. Ми ја повторуваше безброј пати додека не ја свативме пораката. Еден ден додека чека во банката, зад мене наслушнав интересен разговор. Жената на околу 40 години зборуваше со постар човек. Му кажуваше дека нејзиниот татко изгледа младо за неговата возраст. Кога луѓето не гледаат заедно, мислат дека сме двојка, вели таа. Ете го, тато, дојди овде, те молам. Погледнав. Веселиот постар човек со енергичен чекор ни се приближи. Се насмевнуваше со широка насмевка. Носеше кратки панталони, модерна мајца и капче. Вечен тинежер. Зрачеше со енергија. Само да го гледаш и веднаш ќе се разведриш. Веднаш се приклучи на разговорот. Што мислите, колку години имам? Го праша постариот човек. 60. Наглас се запраша постариот човек. 75. Гордо изјави тинеџерот и се закикоти. Зачудено се свртев. Не сакав да го пропуштам тоа. Им дадов предност на луѓето зад мене и се приклучив на разговорот. Човекот е една огромна насмевка. Се занеме од нитека. Ме праша да не одиме кај истиот бербер. Рече и повторно се закикоти кога извади капат. На неговата глава немаше ниту едно влакно. Ниту на мојата нема. Да не одиме во исто училиште за танц. Да не си зимски пливач. Како му успева сето тоа? Но прво и најважно, не заборава да се смее и да се шегува на секоја ситница. Радоста е најважно од се. Смејата е дете на радост. Истовремено и нејзиниот родител. Исто е како приказна со кокошката и јајцето. Кога сте среќни се смеете, но кога се смеете за да бидете среќни. Под сето тоа лежи вашата смисла за хумор. А хуморот е многу важна состојка. Хуморот е живот. Тоа е надежда дека нешто ново и посебно ќе се случи. Хуморот е прослава на животот. Луѓето со смисла за хумор се посреќни. Остануваат млади, а ретко се разболуваат. Тие се посјајни луѓе, блескаат. Каде и да одат, привлекуваат внимание како да нарусуваат самоволски прав околу себе. Од светот прават подобро место за живење. Добра смисла за хумор значи добра особина, префринетост и стил. Сите великани имаат смисла за хумор. Винстон Черчил и претеничката на британскиот парламент, Леди Астор, биле прочуени по нивните духовити забелешки. Леди Астор му верела: да ми беше сопруг, ќе ти ставев отров во чајот. А Черчил ја одговарал: мадам, да ти бев сопруг, ќе го испиев.